Цивил медија. Работната група и раководниот тим на затворот заеднички ја констатираа потребата за почитување на меѓународните стандарди во однос на човековите права, потребата од дополнување и унапредување на условите во затворот, како и потребата за зголемена заложба за поддршка за градење капацитети на институцијата, зголемување на буџетот за управување на затворот и уманиот третман на затворениците, зголемување и обука на човековите ресурси, јакнење на мерките за ресоциализација, спроведување на активности за образование, едукација од страна на националните институции и така натаму. Дека квалитетот и количеството на храна за осудените лица е незадоволително. Тоа е осмата констатација во извештајот, за која можеме делумно да се согласиме дека е точна, и тоа само од аспект на количеството кое не секогаш ги задоволува потребите на осудените лица, но од аспект на квалитетот на храната истиот е гарантиран со постапките за јавна набавка на продуктите, а остатокот зависи и од умешноста на готвачот и залагањето на менаџерот на затворот да квалитетот биде подигнат на повисоко ниво. Жените немаат редовен пристап до гинеколог, а всушност гинеколог нема вработен ниту во една казнено-поправна установа. Стоматолошките услуги претежно се вршат на клиники, затоа што нема вработен ниту стоматолог. Како пример во казнено-поправниот дом Идризово, и таа една стоматолошка столица која што постои не е функционална, а иронијата да биде поголема, најголем бројот по плаките на осудените лица се однесуваат токму на проблеми со забите. Во разговор со едно од децата, само како пример, кој што издржува малолетнички затвор, тимот доби информации дека било удрено со гумена палка. При извршениот преглед на телото беше констатирана видлива повреда на која што и надворешниот соработник кој што беше во придружба на МПМ-от, односно форензичарот, даде првична оценка дека е повредата навистина потекнува од таков удар. Цивил медија.